Усвојување на записник од 51-та седмица. Предлог одлука за вклопување без правоизгоден објект со намена различна од утврдената во базичко-планска документација зграда број 1 помошен земјоделски објект за чување земјоделски производи по барање на Кирил Спасевски. Предлог одлука за вклопување без правоизгоден објект со намена различна од утврдената во базичко-планска документација зграда број 1 објект за чување овци и чување храна за животни по барање на Маријан Стојановски. Предлог одлука за вклопување без правоизгоден објект со намена различна од утврдената во Важичка планска документација зграда број 2 објект за складирање жито амбар по барање на Маријан Стојановски. Предлог одлука за вклопување бесправно изграден објект со намена различна од утврдената во Важичка планска документација зграда број 1 објект за чување крави и чување храна за животни по барање на Маријан Стојановски. Предлог одлука за вклопување бесправно изграден објект со намена различна од утврдената планска документација зграда број 2 помошен земјоделски објект во кој се гледуваат кокошки по барање на Огнан Мирчев. Предлог одлука за определување места за истакнување изборни плакати во општина Велчев. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат, објект помошен објект зграда број 2 по барање на Ванчо Костадинов. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат, објект стамбена куќа зграда број 1 по барање на Ванчо Костадинов. Годишен план за вработување на јавното комунално 2025. Разгледање на барање број 09/18116/1 од 1.8.2025 и барање број 09/183/0/1 од 4.8.2025 од советникот Тилче Карамфиловски, група жители од населба Басарица и од Ристе Анастасовски со заклучок за утврдување приоритет за решавање инфраструктурен проект изградба на улица Ветренска во населба Басарица. Разгледување на барање број 09/1978/1 од 26.8.2025 од местната заедница во село Разловци. Предлог одлука за парична помош на семејството за санирање на последиците од елементарна непогода пожар на семејна куќа. И 15 точка прашање и предлози на членови, 14 точка прашање и предлози на членови на советот на општина Делчево. Отварам расправа врска со дневниот ред, дали некој бара збор? Не бидејќи никој не бара збор, ја затварам расправата и така предложени дневен ред го ставам на гласање. Кој на гласање? Кој е за? Против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Усвојување на записник од 51 седница, отварам расправа врска со усвојување на записникот, дали некој бара збор? Не бидејќи никој не бара збор, ја затварам расправата и усвојувањето на записникот од 51 седница го ставам на гласање. Ве повикувам да гласање. Кој е за? Против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека е усвоен записникот од 51-та седница. Точка број 1. Повели Горан да ја образложи. Почитуван председател, почитувани советници, доставени се во 5 одлуки, глобално ќе нагласам за сите и после поединечно ќе ги образложам. Сите 5 одлуки, освен шестата одлука која е за предлагана од моја страна, се однесуваат за легализација на бесправно изградени објекти кои се опфатат на урбанистички план. Тоа се земјоделски објекти, согласно законот не е можно да бидат легализирани во урбанистички план, дали генерален или детален урбанистички план. Јас во постапката, ние одделението, тие ги имаме одбиени. Они имат поминато на жалба во втор степен и во втор степен се има вратено мислење дека само советот може да ги одби и да не донесе одлука за нивно вклопување. Поединечно почнуваме, ќе ви образувам точка број 1, помош на земјоделски објект за чување земјоделски производи по барање на Кирил Спасевски. Објектот е за чување на земјоделски објекти, земјиштето е на Република Македонија и според законот не можат да се вклучат и да бидат склопани. Зоната каде што е изграден објектот зона за намена образование, средно образование согласно детален урбанистички план. Веќе има изготвено од наша страна решение за одбивање, доставено на странката и после жалба на странката од тој степен е насочено да биде доставено до совет и советот да одлучи за нивното вклопување или не во урбанистички план. Тоа е за првата точка. Да чекаме ли да ги... Да, една помня ќе ги отварам расправа врска со оваа точка, дали некој бара збор? Не, бидејќи никој не бара збор, затварам расправата и точката е ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Кој е за? Против? Воздржани? Констатираме дека точката не е усвоена со 15 воздржани. Втората точка се однесува на објект за чување овци, чување храна за животни по барање на Маријан Стојановски.
објектот се наоѓа под резервоарот горе за вода и делумно е во заштитниот дел на заштитната зона на резервоарот за вода што го регулиравме, што го правевме. Се работи, објектот во моментот неговите со корисничко право 814, тоа е Република Македонија, немат направена трансформација. Не е можно лопување, во деталниот план се води семејно домување и во близина е резервоарот за вода Чука. После жалба, значи одбиено веќе е од наша страна, имаме насока да се даде на Советот да донесе одлука за нејзино купување или не. Благодарам на заседанието. Отварам расправа врска со оваа точка. Дали некој ба разговор? Не види и никој не ба разбори. Затварам расправа и точката е ставам на гласање. Кој повикувам да гласаме? Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека точката не е усвоена со 15 гласа воздржани. Трета точка се однесува на објектот за истиот собственик, Маријан Стојановски, и објектот за складирање на жито. На истата локација се соседни објекти, во близина, истите податоци, истите информации се однесуваат за тој објект. Објектот е во урбанистички план, имаме одбиено донесено решение за одбивање, зоната е семејно домување, во близината на заштитниот појас и делумно зафаќа и на предвидена улица за снабдување, предвидена со детален урбанистички план, собственоста е на Република Македонија. Ќе го одбиени насока вие да понесете. Благодарам на заседанието. Отварам расправа врска со оваа точка. Дали некој ба разбор? Не бидејќи никој не ба разбор, ја затварам расправата и точката ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Констатирам дека оваа точка не е усвоена со 15 гласа за. Доставаме до вас и предлог за чување одлука за купување на бесправен објект за чување на крави и чување храна за животни по барање на истата на Стојановски. Тоа е комплекс на објекти на истата локација. Се што е кажано за локацијата и за претходните објекти важи за овој објект. Благодарам на заседанието. Отварам расправа врска со оваа точка. Дали некој ба разбор? Не бидејќи никој не ба разбор, затварам расправата и точката ставам на гласање. Повикувам да гласаме. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Констатирам дека и оваа точка не е усвоена со 15 гласа воздржани. Точка број 5. Петата точка се однесува на барање на инвеститор, собственик Огњан Мирчев, се однесува за земјоделски објект во кој се одгледуваат кокошки. Истиот објектот е во НД Грозданец, тука да објаснам подолу малку во Старо Делчево, во офатно урбанистички план, кај што падна скалата, ако се сеќавате, имаше одрон скала од поплавите, значи во офатно урбанистички план и на детален на генерален. Собственоста е приватна, но за објектот имаше од соседи реакции, пријави, мириса на кокошки едно друго и он е одбиен. И предметот е исто одбиен од наша страна и е во целост некомпатибилен за прифаќање во урбанистички план. Зоната е семејно домување. Благодарам на заседанието. Отварам расправа врска со оваа точка. Дали некој ба разбор? Не видите никој не ба разбор, ја затварам расправата и точката ја ставам на гласање. Викам да гласаме. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека и оваа точка не е усвоена со 15 гласа. Точка број 6. Точка број 6 се однесува на секоја година, согласно законот, потребно да се обезбеди место за сите политички учесници во политичкиот процес, во предизборието, да се обезбеди место за објавување на плакати и изборни материјали. Во градот Делчево во последно време како локации во кои може, каде може да се тоа обезбеди, се назначени во одлуката. Тоа е одлука дека пред сидишто на политичките партии секоја партија може да постави монтажно демонтажно рекламно пано со максимални димензии 2 на 1 метар. Подпорниот исто така слободна позиција, подпорниот зид кај училиштето многу принцип паркинзите кои што се има може слободно да се лепи. Подпорниот зид кај булевар Македонија што е кај Климент Охридски над патот, на улица Солунска подпорен зид што го имаме долу и подпорен зид Пере Тошев на кривината кон Милков брд околу Македонска и има еден подпорен зид. Тие се слободни во собственост на Република Македонија, каде општината може да дозволи поставување на рекламни и изборни плакати. Други
локации не располагаме, другото е на профил. Благодарам. Отварам расправа с оваа точка. Да, не бидејќи никој не го разбори, затварам расправата и точката е ставам на гласање. Викувам да гласам. Кој е за? Против? Нема. Поддржани? Нема. Констатирам дека точката е усвоена, 115 гласа за. Точка број 7. Точка број 7 се однесува на најавена како председател колешката Адријана и се работи за објекти кои се bespravно изградени објекти, но се надвор од урбанистички план. Различни се од претходните објекти за планување и се однесува на правото да бидат вклопени во некоја една урбанистичка документација. Првиот точка 7 се работи за besправен објект, помошен објект зграда број 2 на барање на името Ванчо Костадинов. Зградата објектот е во приватна собственост и дел од нив е во собственост на Република Македонија, делно на Република Македонија. Тоа е. Благодарам на образлагањето, отварам расправа с оваа точка, дали не кога разбор. Не видите, никој не го разбори, затварам расправата и точката ставам на гласање. Го повикувам да гласаме. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за и 1 воздржан. Точка број 8. Точка број 8, истиот барател има на истата локација објект семејна куќа, која е надвор урбанистички план, урбанистички опфат. Земјиштето, катастрската парцела точно на ова е приватна собственост и деловно во близина од таа парцела поминува и на Република Македонија води. И за двете ќе даде изјави доставено дека нема да бара оштета во случај на поплава, така да. Благодарам на представувањето, отварам расправа со оваа точка, да разбор. Не видите, никој не го разбори, затварам расправата и точката е ставам на гласање. Викувам да гласаме. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Еве, констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за и 1 воздржан. Точка број 9, годишен план за вработување на јавното комунално претпријатие Брегалница. Образлагач Дарко Гоцевски. Добар ден на сите. Согласно Закон за вработените во јавниот сектор, член 20б, директорот има право и обврска да донесе годишен план за вработување за наредната година до 31 август и да биде доставен до вас како совет на согласност. Имате го сите најверојатно планот за вработување. Тој е изработен согласно член 20б од стариот закон за вработење во јавен сектор и новиот закон е согласно новиот закон е член 43. Така, ама во суштина исто е, членот е исти. Имате некои прашања по основа на годишниот план за вработување, повелете. Благодарам на образлагањето, отварам расправа врска со оваа точка, дали некој го разбор? Не, бидејќи никој не го разбори, затварам расправата и точката е ставам на гласање. Викувам да гласаме. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека точката не е усвоена со 5 гласа за, 1 воздржан и 1 против и 9 воздржани. Благодарам. Точка број 10. 6-месечен извештај за финансиското работење на јавното комунално претпријатие Брегалница Делчево за вториот квартал од 2025 година. Викувам Марија Сумрачка. Финансискиот извештај за вториот квартал од работењето на комуналното претпријатие е периодичен на на презентација на македонски денар. Бројот на вработени модалитетот заклучно со 36.2025 година изнесува 74 вработени на неопределено работно време и 6 вработени ангажирани преку Агенцијата за привреме и вработување. Вкупно остварените приходи за извештајниот период изнесуваат 28.630.499 денари, додека вкупно остварените расходи за извештајниот период изнесуваат 29.129.951 денари. Споредбената анализа на приходите и расходите покажува дека предпријатието вториот квартал го завршува со негативен финансиски резултат во износ од
499.452 дена. Во споредба со ланскиот квартал од табеларните прикази, гледаме дека предпријатието ги зголемило приходите за 2.434.987 денари, но исто така ги зголемило и расходите во работењето за износ од 616.551 денари. Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства е пресметана во согласно со сметководствената политика на друштвото, со примена на праволиниската метода, со примена на годишни амортизациони стапки, утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација. И истата изнесува 2.584.827 денари. Процентот на наплата, заклучно со 31.7.2025 година, како датум на пресек кај правните субјекти во просек се движел од околу 83%, кај домакинствата се движел во просек од околу 81% и кај градскиот пазар се движел во просек од околу 97%. Како ненаплатени побарувања за извештајниот период се евидентирани 4.474.238 денари. Во врска со обврските на предпријатието од табеларниот приказ се гледа дека вкупните обврски евидентирани на класа 2 изнесуваат 70.780.903 денари, од кои како краткорочни обврски спрема добавувачите се евидентирани 19.150.544 денари. Останатите обврски евидентирани на синтетика 293, синтетика 294 и синтетика 295 се пасивни временски разграничувања или одложени приходи врз основ на примени донации од земја и странство. Паричните средства во деловните банки заклучно со 30.6.2025 година изнесувале 243.331 дена. Ако имате прашања, поведете. Ето отварам расправа врска со оваа точка, дали некој разбор, коментира? Благодарам, председателе. Мисля дека се работи за техничка грешка на првата страна извештај за остварени приходи и расходи. Мислам дека прво треба да стои приходната страна, после расходната страна. Кој е финансискиот резултат? Прво треба да стои вкупно остварени приходи, па под нив да стои вкупно остварени расходи. За да биде резултатот негативен. Зошто да стои кога математички разликата е искажена? Математички разликата е искажена, 29 милиона со 28 милиона кога се одземат не е минусно салдо. Значи прво приходната страна треба да стои па расходната страна за да добие минусно салдо. Според мене мислам дека не е проблем што е така искажено. Мисля дека е техничка грешка. Добро, проверете. Дали некој друг разбор? Не, бидејќи никој друг нема разбор. Затварам расправата и техничка грешка. Резултатот точката ја ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека точката не е усвоена со 7 гласа за и 7 воздржани. 7 против. Да. Точка број 11. Разгледување на барање број 09/1816 од 1.8.2025 и барање број 09/1830/1 од 4.8.2025 година. Повикувам Илче Карапиловски советник во Советот на општина Галчево, од каде ти е најсходно, можеш и така. Барање за итно решавање на проблем со изградот на улица Летенска во наслова Басарица. Почитувам председател, почитувани советници. До мене како советник во Совет на општина Галчево пристигна барање од жители на наслова Басарица на улица Летенска со цел да ви влеземе во пресред до вас го препраќаме ова барање. Ние жителите во наслова Басарица од денес нема да можеме да се стигнеме до своите домови, заштото живува комбинација на нашиот годишен горски проблем со немање пробиена и асфалтирана улица. И покрај платените комунали со години не можеме да добиеме барем пробиена улица која ќе биде опесочена. Со години газаме кала, а од сега, повторувам, нема каде да стигнеме до своите домови. Како што се продаваат плацевите и доаѓаат нови собственици,
тие си ги оградуваат дворните места, што и нивно право и нивно место е. Така што и немаме пристапен пат до куќите. Воедно, лицата кои сега градат, нови градби, нова улица, немаат пристап да донесат механизација и материјали за градба. Бидејќи немаат пристап до плацот, а повторуваме, тие имаат платени комунали, имаат определен рок за почеток на градба. Затоа бараме од Советот на општина Делчево да ни помогне да го разгледаат нашето барање и да го препрати до секторот за урбанизам, за да изврши експроприација, да пушти машини и да ја пробие видената улица, за да се реши моменталниот проблем, а потоа да може и да се асфалтира. Значи, барањето на овие жители, ќе прочитам Галовни, Ванчо Велинов, Олега Димитровски, Душко Димитровски, Дачо Гоцевски, Бјанка Ивановска, Јучо Синадинов, Павел Стеменовски и Драган Стојменовски. Барем да се изврши експроприација и да се пробие предвидената улица и да се опесочи, бидејќи реално не може да се стигне до своите дома. Слично барење на тоа е на 1.8, на 4.8 е доставено од Ристе Анастасовски. Значи, истото барање, да не го читаме повтор пат. Значи, тој бара да се пробие улицата и да биде опесочена. Доставувавме барање до сектор урбанизам, но не добивме никаков одговор од сектор урбанизам. И затоа, како последна опција, шанса вика до Советна општина. Можеш и заклучокот кој го имаш кај тебе да го изчиташ, за да знаат советниците колку членови се од заклучокот и да го ставиме на... Ќе отвориме расправа, па ќе го ставиме на глас. Заклучокот за утврдување на приоритет за решавање на инфраструктурен проект изградба на улица Ветренска во населба Басарица. Советот на општина Делчево го утврдува за приоритет за решавање на инфраструктурниот проект изградба на улица Ветренска во населба Басарица. Од два се задолжува општина Делчево и надлежното одделение во општината да ја започне постапката за решавање на имотно-правните односи, односно експроприација, и да обезбедат средства за изградба на целокупната инфраструктура, улица, подземна инсталација, водовод и канализација. И по 3 заклучокот влегува во сила на денот на објавувањето во службен гласник на општина Делчево. Благодарам на образлагањето. Отварам расправа врска со оваа точка, дали некој бар збор? Не видим, никој не бар збор, затварам расправата и точката е ставам на глас. Ве повикувам да гласа. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека точката е едногласно усвоена со 14 гласа за. Точка број 12, разгледување на барање број 09/1978/1 од 26.8.2025 од местната заедница во село Разлог. Значи до нас како совет однесено е барање. И тоа е следно. Почитување местната заедница во село Разлог бара итно да биде решено снабдувањето со вода за пиење и други потреби за жителите од село Разлог. Проблемот е со години и уште не е решен, иако повеќе пати сте запознаени со истиот. Наш предлог е да бидеме поврзани со браната Лошани и проблемот да биде решен за секојаш. Наместо почистителна станица може да се употреби дренажа, како што и досега, и после толку години конечно да биде направено во целост. Јас ќе давам сега кратка пауза за да може да направиме некој предлог заклучок и да го ставиме на глас. Само да кажа дека и претходно има барана историја, постои еден значи пред на 26.2024 година е исто барање поднесувано и плашаше се дека ќе дојде пак да нема вода и сега за тоа барам итно да се направи нешто и да се реши проблемот. За мене е непознато дали може да се однесе вода од Лошана до Разловци. Сигурно има решение, ама треба стручни лица да го кажат, дали ќе биде со пумпи, дали ќе биде за тоа, што браната е пониско од самото село. Има случаи и други во кои е решавано, веројатно дека ќе е со пумпи, меѓутоа од друга страна има една дилема дека таа вода е па непрочистена. Треба да иде до прочистителната станица, па така произведена да се врати, за да биде безбедна за пиење. Затоа ние не сме ни доволно стручни директно да најдеме решение и да донесеме заклучок. Ќе дам сега една кратка пауза, ќе се сите
составиме, ќе испишеме неколку членови, еден предлог заклучок и ќе го дадеме на глас. Може, така? Ајде. Пауза, 5 минути.
Ајде, јас ќе исчитам сега неколку членови од мојот предлог. Ако некој има дополнително, ќе го дополниме предлог заклучок со друга идеја. Значи, предлог заклучок. Во член 1 се задолжува градоначалникот, Поделението за урбанизам и јавното комунално предпријатие да излезат на терен и да извршат увид во состојбата со водоснабдителниот систем. Член 2 се задолжуваат градоначалникот, Поделението за урбанизам и јавното комунално предпријатие да направат студија изработена од стручен тим за можноста за поврзување на селото Разловци со браната Лошана. Член 3, доколку постои можност за реализација на барањето на жителите за поврзување со браната Лошана, се задолжува градоначалникот и Одделението за урбанизам да изготват соодветен проект кој итно ќе влезе во реализација. Член 4, доколку не постои можност за поврзување со браната Лошана, да се направи анализа дали на постоечкиот извор може да се направи градежен зафат за зголемување на капацитетите на вода. Доколку некој советник има нешто да додаде, слободно може да се задолжува градоначалникот, Одделението за урбанизам и јавното комунално предпријатие да излезат на терен и да извршат увид во состојбата со водоснабдителниот систем. Дали некој друг бара збор? Не, бидејќи никој друг не бара збор, овој предлог заклучок ќе го дадеме на гласање. Да повикувам да гласате. Кој е за? Против нема, воздржани нема. Констатирам дека предлог заклучокот е усвоен со 15 гласа за. Следно на дневен ред е предлог, односно разгледување, предлог одлука за парична помош на семејството за санирање на последиците од елементарната непогода пожар на семејната куќа во село Разловци. Одлука за парична помош на семејството за санација на последиците од елементарна непогода пожар на семејна куќа. Во член 1 се одобруваат финансиски средства во износ од 60.000 денари на Николчо Гоцевски со адреса на живење улица Борис Трајковски број 27 Делчев. По член 2 средствата ќе бидат наменети за санација на последиците од елементарната непогода пожар во семејната куќа во село Разловци. Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општина Делчево на трансакцијската сметка на Баратово. Се задолжува Одделението за буџетска контрола, сметководство и администрирање на даноци при општина Делчево да ја спроведе одлуката по нејзиното стапување во сила. И член 5 оваа одлука влегува во сила 8-миот ден од денот на објавувањето во службен гласник на општина Делчево. Дали некој сака нешто да додаде? 60.000 денари. Не, бидејќи никој не бара збор, ја затварам расправата по оваа точка и истата ја ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Кој е за? Против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека и оваа точка е едногласно донесена од Советот. Точка број 14. Прашања и предлози на членови на Советот на општина Делчево. Поверете колку некој има. Нешто да праша? Нема никој. Добро. Констатирам дека дневниот ред е исцрпен и седмицата е завршена.